Почитувани гледачи, добар ден. Добродојавте во најновиот Демократски импулс. Ја користам оваа прилика да си честитам и да честитам на целата екипа 50 јубилеен Демократски импулс. Да ни се множат. Денеска имаме еден интересен гостин. Впрочем, не му е прв пат бил тука. Сакам, господинот Зоран Петковски, ни доаѓа од бизнис секторот. Добре дојде и чувствувате се како дома во наш подкаст. Благодарам за поканата. Поздрав до вас, до вашите гледачи и уште еднаш од моја страна честит јубилеј 50-та емисија на Демократски импулс. Да, токму вие сте гостин во оваа 50-та. Имам чест, благодарам. Да. Зоки, би сакал да те прашам. Ти си член на Демократи, настапуваше на овие избори како кандидат за градоначалник на твојата општина Газибала. Така. И би сакал сега да направиме како да сублимираме што се случи на овие избори, ако може да ни дадеш една твоја слика, едно твое гледиште, прибидејќи заврши вториот круг на овие избори. Впрочем, и завршија. Па, за мене лично не беше никакво изненадување тоа што се случи на изборите. Прво, карактеристика на изборите беше тоа што имаше многу мала излезност и јас укажував на тоа уште од текот на кампањата дека граѓаните со кои што разговарав воопшто не беа расположени да разговараат за политика, дека не одбива, така да малте не и не навредува, затоа што премногу биле досега и лажени и крадени како држава, како граѓани. Премногу е падна стандардот и можам да кажам дека имаше голема апатија, се гледаше тоа уште во предизборието и таа апатија и одбојност кон политиката се покаже и на самите избори, така што во првиот круг 52% од гласачите не излегува на гласање, а во вториот круг и уште повеќе, околу 60%. Така што овие избори можам да кажам дека на некој начин се легални, затоа што таков е нашиот сегашен криминален и коруптивен изборен закон. Согласно законот беа, меѓутоа воопшто не се легитимни, односно воопшто немаат поддршка од народот и воопшто немаат основа овие сега што се избра градоначалници и советници да бидат горди на својот избор, посебно не партиите, кои што спроведува навистина и нефер и недемократски избори. Ти често пати говориш дека треба да се промени изборниот законник. Може да ни кажеш околу тоа што би добиле ние да го промениме изборниот законник? Па овака, значи она што е главната замерка за изборите, зошто не беа фер, затоа што финансирањето на партиите не беше рамноправно, односно согласно сегашниот криминален изборен закон. Јас би рекол и катастрофален по државата, финансиите и рекламниот простор повеќе од 95% ги добиваа парламентарните партии и тоа беше тотално нефер и нерамноправна битка, да кажеме, изборна сега на изборите, а исто така изборите беа и недемократски, затоа што имаше огромни притисоци. Сега премногу време ќе ми треба да ги наведам сите притисоци кои што беа правени и на вработените државната администрација и на вработените... Ќе говориме околу тоа, не е тоа проблем, него мислам... Ајде сега, она што би се променило? Би се променило со отворените листи, тоа е што сите тие потреби, мотиви за изборни измами исчезнуваат со единствен потек во воведувањето на отворените листи,
Затоа што со тој систем нема никаков мотив да се купуваат гласови, да се подкупуваат со намирници, да се влие со брашно месо, било што, или со бркање од работно место, или со не знам што, затоа што за кого би барале партиите да гласаат со отворени листи, за да не ги избркаат од работно место. За кој кандидат од нивната партиска листа? Ме разбирате, значи тоа е невозможна работа. Едноставно со таков гениален едноставен потекст со отворените листи, сите изборни измами се оневозможуваат. Нема мотив ни една партија да купува гласови, да притиска гласачи да гласаат за некого од листата. Значи тоа е сега со системот на затворените листи можно затоа што сите гласаат за партија и сите во партијата имаат единствен за обединет интерес да добие партијата што е можно повеќе гласови и затоа дури се подготвени на вакви притисоци и изборни измами, тешки криминали за кои што навистина треба да се одговара, ова е тешко кршење на изборниот закон, да се тераат гласачите со присила, притисок, уцена, закана и така натака подкуп да гласаат за партијата, за некоја партија. А со отворените листи, замислете да нема никаков мотив партијата да ги прави сите овие изборни измами затоа што не може да притиска гласачи да гласаат за некој од нивната листа на изборна листа за избори. Тоа е невозможно. Затоа во државите каде што има воведено отворени листи не постојат изборни измами и луѓето се чудат што се случува во Македонија, зошто луѓето се тепаат, се караат, се подкупуваат, 300 глупости прават на избори, кога кај нив изборите се како еден обичен ден каде што ќе си го даде по мејл или по пошта или ќе отидеш на гласко место ќе си го дадеш својот глас и никому не му е тоа битно затоа што тој што ќе го добие гласот, што ќе добие довербата, тој добива само работна обврска према државата и никакви привилегии. Спомнавте се гласа за партија. Еве, на овие локални избори, мислите немало, например, луѓе што гласале за својата општина градоначелник од една партија, за град Скопје друга партија? Возможно е тоа? Тоа е возможно само кај тие гласачи кои што се или симпатизери на партии или неопределени кои што не се под директен партиски притисок. Иначе тие што се партиски војници така наречени, јас ги викам и клиентелисти, односно луѓе зависни од партијата и нивниот живот, професија, обстанок зависи од партијата. Ако не е таа партија на власт, тие се тотално изгубени, не знаат што да прават со себе во животот. Тие луѓе веќе не гласаат за една и за друга партија, зависно дали е прв или втор круг, тие гласаат само за својата партија или за друга партија ако им е така наредено, наложено од страна на врвот на партија. Тие се тотални послушници и не ги интересира ништо за државата, не ги интересира само личниот и партискиот интерес. Тоа е страшно се случува кај луѓето со овој систем на затворени листи, таа партизација и таа, како да кажам, заробеност на умовите и на државата, меѓутоа сето тоа многу едноставно се решава со овојувањето на отворените листи. Еве малку да позборуваме на некоја добра тема. Тоа е дека вие за прв пат како демократи освоивте во општина Петровец советник. Честитки, но сепак имам јас некое си мислење, некое мое мислење, тоа е дека сте на некој начин покрадени на овие локални избори, дека ова не е вистинската сила на вашата партија. Дали е тоа? Дали и вие го делите тоа? Најнапред благодарам за честитките. Јас овие избори ми беа први каде што учествувам, вака да се активирам на избори и еве уште веднаш партијата за која што настапи, значи успеа да постигне една од целите, а тоа е да освои советник во некоја општините. Така да нека му е честито на нашиот советник и се надевам дека со наша поддршка од партијата, ако му е потребна, ќе работиме колку што е можно поуспешно да ги оствариме целите, односно да ги оствариме граѓанските потреби, тие што се потреби на народот, на граѓаните од таа општина, од Петровец, и да бидат луѓето задоволни и да видат како всушност делуваат отворените листи, односно како советникот со отворени листи би требало да работи нашиот советник по тој принцип на отворените листи, кој што ги застапуваме ние како партија, е граѓански службеник, е постојано во контакт со граѓаните и постојано ги прашува што им треба да работи во советот и постојано им дава отчет што се работело во советот и како да се гласат одредени предлози и така натака.
Меѓутоа, јас мислам дека демократи требаше на овие избори уште некој советник да освојат, минимум. Меѓутоа, тоа не е чувство, тоа се веќе скоро докажани работи, дека имаше крадење на овие на гласови на овие локални избори од демократи. Не сакам да кажам да зборувам за другите партии, веројатно имало и за други партии слична ситуација, меѓутоа кај нас знаеме, докажано е дека нашиот кандидат во Тетово имаше гласачки места каде што негови роднини и семејства отидоа лично само заради него да гласаат и му дадоа отчет точно колку луѓе гласале за него, а после тоа во записниците избирачки стои дека тој добил 0 гласови, што значи дека некој од тие изборни комисии или пак со коригија на записникот му се одземени и украдени такви гласови. Предпоставувам дека на тој начин многу такви наши кандидати се украдени, меѓутоа како што гледате со затворениве листи, се е по закон, се е по пропис и нема никаква реакција ниту од антикорупцијска комисија, нити од некоја друга служба државна дека имало некои неправилности, се е во ред на хартија и одиме натаму. Тоа е само доказ дека државата е максимално заробена, под максимална контрола и дека никој не сме ни збор да каже, па дури ни обвинителството не сме да покрене никаква постапка и покрај тоа што имаше евидентно многу злоупотреби што во живо онлайн беа пренесувани, како огромни, да кажам, цела војска од полиција и инспектори оди од куќа на куќа или од фирма на фирма. Тоа беше по крива паланка, беше пред избори во Росоман, сега мислам дека беше за вториот круг. А исто така јавно се кажа дека кандидатите од Македонски Брод и од Могила беа дури и лично и семејно и професионално секако има закани за да иако беа влезени во вториот круг да се откажат од вториот круг и ти тоа јавно го направија. Тоа беше таква срамота за нашиот изборен процес. Во Карпов се даваше брашно и сен да не зборувам. Да. Дали има некаква пријава? Дали има пријава, ама нема никаква реакција сега. Практично како да не се случило. Така да што да кажам, значи сите тие изборни измами се мизерни кои се случуваат сега и затоа да не одиме од случај во случај, јас бил на тоа да се инсистира подитно да се уведат отворените листи во Македонија и со тоа да се избегнат сите можности за вакви и слични појави на избори. Дали имаш чувство дека големите партии со апсолутно некоректно финансирање, значи неравномерно би рекол што се вели на некој место, на некој коска, а фактички си го наместија овој изборен процес? Дали влијае? Па нормално е тоа, мислам, самото тоа финансирање кој ќе кажеме дека за парламентарните партии има 95 или повеќе проценти од финансиите за избори, тоа се околу 3 милиони евра по партија, а кога за малите партии, да кажеме, тие што се вон парламентарни, има околу 3% поделени на 300 партии, тоа доаѓа некаде околу 500 евра, колку е таму по партија, што да плати човек побрзо. Така да во старт се гледа дека борбата на тој род не е рамноправен и во секој случај финансиите многу влијаат, тоа е нормално, дека луѓето денеска многу се подложи на влијание и на медиумите, и на мрежите, и се, и која год телевизија да отвориш, гледаш реклами од една-две партии, кој год медиум да го отвориш на социјалните мрежи, фрчат со такви реклами, луѓето имаат, како да кажам, некој сугестивен момент дека тој што е силен, тој што е моќен и со пари, и со реклами, и со се, тој може да ги заштити на некој начин, тој може да им пружи сигурност и токму затоа инстинктивно луѓето гласаат за такви луѓе и тоа е еден вид на стокхолмски синдром кој што постои и се развива со овој систем на затворени листи и кој што тотално се разбива ако се воведат отворените листи. Би сакал да те запрашам и малку да поразговараме околу ова прашање што ќе ти го поставам сега. Тоа е многу интересно за тебе, заради тоа што ти впрочем и се залагаш за отворените листи, нели? А тоа е, дали мислиш дека е спин и игра она на големите партии што на некој начин ни воведоа некој вид на отворени листи овој изборен процес, а тоа е со 2 гласа, со 2 подписи од Стрина и од Чичо, например, да се кандидираш, или од друга страна па можеби гледаш некој игра да ги рацепкаат и така малкуте гласови на помалите партии. Овака, воведувањето на
многу независни листи, тоа воопшто не е систем на отворени листи, веднаш да го коригирам, тоа може повеќе да заличи на мнозински систем со локалните избори, дека се гласа за градоначалник, меѓутоа кај што се изборните листи, тука нема никакви отворени листи, затоа што сите кои што имаат листи советнички ги поднесуваат. Тоа можеше да се кандидира секој, 102 потписи. Не, тоа е со 2 потписи можеше да биде да се направи И градоначалник и советник. Не советник, тоа мора да направи советничка листа од колку кандидати таму треба, 20 на кандидати или и зависи колку 20-27 беа во мојата општина. Значи тоа е друго, како ќе ја составиш да кажеме листата, по тој распоред луѓето се гласаат и стануваат советници, така што тоа не се отворени листи, а каде што е градоначалник да може да некој со 2 потписа се кандидира, тоа повеќе оди на мнозински систем каде што секој еден има право и за еден човек да се гласа, меѓутоа можам да кажам, имате право за тоа дека тоа е една голема игра која што се обидува да ја направат. Најнапред се обидува да се направи хаос во изборниот процес, практично да се оневозможат локалните избори и да има право тогаш премиерот да назначува своји вршители на должност на градоначалници, додека да се организираат редовни избори и така натака. Меѓутоа се виде на избори дека немаше толку голем број на кандидатски листи како што можеби посакуваше премиерот или како што можеби имаа намера, ама некој од надвор ги спречи во последен момент самите како партија да наложат на своето членство да кандидира 1 милион изборни листи да се поништи изборот. И тогаш остана вториот момент, втората варијанта, да со толку многу независни листи и кандидати се расцепка гласачкото тело, да во првиот круг сигурно влезат луѓето од тие, да речеме, побогати партии, подобро финансирани, и понатаму во вториот круг да тие меѓу себе се борат, пак што ќе се случи. Дали, например, неизлезеноста во првиот круг од 50 од високи 52% и во вториот круг исто така имаше голема неизлезност, придонесе до овие лоши резултати на изборите? Впрочем, и оние што изгубија се чувствуваат како победници, оние што победиле малку е смешано. Јас би рекол дека лоши резултати е релативно. Лоши резултати се за народот, за државата, затоа што општинската власт ја добија во раце луѓе без легитимитет, односно кои што не ги сака народ. Мнозинството од народ не ги сака овие луѓе што се сега на власт, што викат, што ги држат општините, советите, градоначалниците. Значи, овие луѓе треба да им е срам да се гордеат и да слават победа над кого? Над народ, над државата, над кого го победија. Значи, ова беше еден голем пораз за мене, за изборите, за државата, затоа што да не излезат на гласање прво повеќе од 50%, во втори круг мислам дека и 60% од граѓаните да не ги интересира власта, затоа што има огромна апатија, огромно разочарување, луѓето да не им веруваат воопшто на политичарите, да знаат, да се свесни дека сега повторно ги чека неисполнување на сите изборни ветувања. Прво 72 сата за чисто Скопје, после се друго што се вети, јас сум сигурен дека нема да се исполни, затоа што на избори предходната, кога беше кампања, главното прашање не беше поставувано. Дури такви беа дебатите кај што бевме по телевизија, да немаш време ни да го кажеш своето, а не пак да поставуваш некои прашања и да... Јас се подготвував за последната дебата на телевизија 24 да поставам такви прашања до градоначалникот Боби, меѓутоа тие беа веројатно свесни за таа работа и на последните дебати дури скоро никој од ВМРО ДПМН не искочи на дебата, за да не бидат брукани, затоа што луѓето ќе ги прашува до каде сте со изборните изветувања од предходните избори. Тоа ветивте тоа и тоа, зошто тоа прво не го направивте и на која основа очекувате народ да верува, да има доверба дека вие ова сега што го ветувате ќе го направите. Значи еднаш ако лажеш и измамуваш, зошто не би излажал и измамил повторно ако тоа ти проаѓа. Сега мислам дека тоа е главното прашање заради кое што јас мислам дека ништо нема да има и од овие локални избори, дека повторно тие се радуваа најмногу затоа што успеа да дојдат до општинските пари,
кои што поврзани со буџетот кој што дава годишни дотации, иако општините се во тешки загуби секоја година, тоа е огромна можност и за перење пари, и за криминали, за крадење и така натака. А ако веќе ни една финансиска институција во државата нити смее да помисли да те контролира, тогаш ти можеш да правиш што сакаш со тие финанси. Сега ги спомна медиумите, малку околу нив сакам да се фатиме. Кажи ми, колку одредени медиуми чувствуваш и гледаш, например, дека и дали мислиш дека им направија како сопка на помалите партии со тоа што на некој начин ги рекламира на големите партии? Па нормално, мислам, ти ако целиот твој медиумски простор го зафатиш со реклами за големите партии, што е законски, што тие големи партии, нели, во наводници големи, мора да ги потрошат тие дадени средства за медиумите. Јас би рекол најголеми добитници на овие локални избори, па и на сите претходни парламентарни и претседателски се медиумите. Затоа што тие направено име со закон да добиваат огромни милионски средства секциите избори и понатаму тие само си го следат законот како што е направено, дека мора да им дадат простор на тие што плаќаат, практично мора да ги потрошат парите тие што им се дадени за рекламирање на медиумите и сите помали партии кои што немаат финанси, немаат никаков пристап. А медиумите се страшна алатка за, јас би рекол, за влијание или за манипулирање на свеста на луѓето, и кога некој ти доаѓа нон-стоп во очи и во уши од медиумите, ти нормално дека под огромен притисок си да гласаш за тие партии, пошто ти даваат доверба, дека еве тие се силните, тие се моќни, имаат пари и јас ќе бидам како граѓанин посигурен, а и мојата држава со нив. Веруете дека нашата држава токму заради тоа, заради таа заробеност на медиумите, бидејќи поделени се на провладени и проопозициони, меѓутоа како го да е, тоа се одличен водетен договор и на тој начин се распаѓа државата, ние тонеме. Јас навистина цело време тоа се мислам и не можам никако да си објаснам како може луѓе да слават, да се радуваат, да се гордеат, да се фалат дека биле пратеници, градоначалници, советници, а резултатот е огромни загуби и пропаст и банкрот на државата. Мислам, јас би се срамил да кажам воопшто дека сум влегол во некоја државна институција, ако таа институција пропаѓа, дека сум јас нејзин службеник. Сакам маса да те запрашам, дали, например, мислиш дека подметнувањето на кандидати македонци во Струга и во Тетово од страна на левица ви одеше директно на штета на вас, на демократи, со тоа дали ви го отежна патот, например, да ги расцепкаат македонските гласови, а всушност ништо не добија левица? Јас веднаш ќе кажам дека размислувам на начинот на отворените листи, не размислувам на начинот на затворени листи. Односно, по принципот на затворени листи, токму тоа и се случува, значи некој кандидира, некој за да расцепка гласови, за да не му даде на некој доволно број за да влезе во втори круг и така натака. Како гума за спасување на... Да, додека јас воопшто не размислувам така, јас мислам дека не би требало да биде никаков проблем кои партии, колку кандидати, какви кандидати ќе кандидираат на било кое место во избирачко место во Македонија или било која изборна единица, затоа што сметам дека сите партии треба да бидат еднакви, не само по финансирање, него со отворените листи се гледа само кој е квалитетен кандидат. Значи воопшто не е битно, јас тоа не постои, мислам, за мене, извини, се поништува тој израз македонски партии, албански партии и така натака кандидат. Едноставно тоа се партии со своја програма, со своји имиња и тие партии треба да имаат најквалитетни кандидати и најквалитетни луѓе како членови. Дали се тоа македонци, албанци, роми, која националност, тоа воопшто мене не ме интересира, и затоа не сум за тоа да се да не се кандидираат македонски кандидати за да не му наштетат на македонскиот кандидат да ги расцепкат гласови. Но мислите дека не е така? Па не, сега е така, ама не треба да биде така. Јас не сакам така да ги гледам работите. Ја не сакам така. Например, во одредена општина, ако се кандидира, ако 10 или 20 политички партии кандидираат свој кандидат, мислите дека ќе има исто гласови што, например, ако две политички партии имаат? Јас мислам дека ако некој од тие 10 или колку таму кандидати ќе бидат квалитетен, народот го почитува, го сака и сака тој да биде граначалник, можете и 100 партии да кандидирате, луѓето ќе гласаат за тој човек. Аха. Ме разбирате?
Значи не е сега дали толку партии па може земале гласови, зошто некој намерно да мора да гласа, не знам сега, ВМРО не кандидира кандидат за да не му наштети на левица или вредни или СДСМ, па зошто да ги има тој гласовите на тие луѓе во джеб, па да мора тие луѓе, што викам, ај клиентелистите да гласаат по наредба, меѓутоа со отворени листи нема клиентелисти. Едноставно, луѓето си гледаат квалитетите на кандидатот, кој се дали албанец, македонец, не ме интересира, јас во тој човек верувам, имам доверба, го почитувам и гласам за него. Дури јас можам да гласам и од да кажеме, македонски општини со населени со македонци за албанец. Зошто да не, ако е тој најквалитетен? Разбирате? Така да не се замарам воопшто со тие теории, со тие дали левица и демократи си направи конкуренција намерно, ненамерно, тоа се глупости за мене. Едноставно, подитно треба да се водат отворените листи и тогаш овие филозофии се тотално неважни, него ќе се истепаме и ние, и левица, и ВМРО, и сите најквалитетните луѓе да ги најдеме, нив да ги ставиме, кои што луѓето најмногу ги барат, а не најпослушните, и тогаш да видите како тие луѓе ќе добијат гласови и како тогаш ќе тргне работа и со општината, и со државата, и со сите системи од државата. Ама ми звучи како коалиција воеднина да има меѓу левица и меѓу демократи. Видете, во политиката има едно правило, никогаш не вели никогаш, нели? Се е можно. Како беше политиката е уметност на можностите или на возможност. Така да, доколку левица или друга партија постои во Македонија, ги исполнува законите на Македонија, зошто не би правеле коалиција со таа партија или со било која друга? Ако тоа е во интерес на државата и во интерес на народот. Така. Секако не би правеле коалиција со други партии за лични интереси и партиски интереси, а во штета на народот и на државата, која што, да кажем, и денес ја гледаме дека се случува. Се случуваат коалиции, добиваат партиите, добиваат поединци, меѓутоа, како што гледате, тонеме сите заедно и луѓето и народот и државата. Зоран, дали сметате, например, дека одредени политики на левица се штетни за државата и за општеството, или ја гледате како вистинска опозиција, например? Што се однесува до левица, јас и порано сум кажувал и пак ќе кажам, политиките на левица се доста прагматични, тие го гледаат својот интерес и тоа е паметно од нивна страна, ако се гледаат, ако се поставува така работите да е најважен личниот и партискиот интерес, тие работат доста прагматично и се гледа дека до сега има некој напредок, меѓутоа главниот проблем што јас секогаш го кажувам кај левица е во тоа што левица има катастрофална програма и нема никаква понуда. Односно, левица има доста интелигентни луѓе кои што изворено ги фаќаат криминалните партии и СДСМ и ВМРО-ДПМН, за мене се тоа криминални партии, кои што ја утепа Македонија во секој поглед, и тие ги фаќаат нив во сите нивни намери за лажење, за крадење, дали имаат инсайдерски информации, дали има доволно интелигентни луѓе што ги предвидуваат нивните чекори и доста добро се борат против нивните криминали во собрание. Меѓутоа, јас не слушам од левица воред, овие се криминалци, овие се лоши, овие се вакви или онакви. Што нудите вие? Значи, која е вашата визија, која е вашата мисија, на кој начин да се дојде до таа визија и што да правиме во следните години, кои цели треба да се постигнат. Тука е штама од страна на левица, затоа што нивната идеологија си кажуваат во нивната програма стои дека тие се против НАТО, тие се против ЕУ, тие се за влез на Македонија во БРИКС, за кон истокот, кон Русија и така натака. И тука автоматски значи дека тие се за пропаст на државата. Затоа што ако навистина се исполнат тие нивни цели, Македонија нема што да бара во политиката и таа ќе престане да постои како држава. Најголемата поддршка што има Македонија за нејзиното постоење и функционирање од Америка и од Европската унија, тие се против тоа, така што навистина е страшно да помислам дека некојаш левица ќе освојат многу гласови, ќе дојат како главна партија на власт. Мислам дека државата нема да ја издржи левица и нејзината идеологија. Би сакал да начнеме една тема. Ние спомнавме дека овие локални избори се чудни по многу нешта, а едно од тоа е дека двете големи политички партии се сметаат за победници на некој начин. СДСМ вели дека ВМРО го снашло потоп и обратно ДПМН вели дека СДСМ ја снашло потоп. Што е вистината? Еве, Филипче, ние не видовме на Бихачка некакво славие, но
може би некоја куќна слава, нешто дома по дома си славеле, не знам, ама пак гледаме дека нивната потпредседателка си поднесе оставка. Па да, не само подпредседателката на СДСМ, туку и кандидат или што беше од Ѓорче Петров, исто поднесе оставка, нешто... Чомбе, поранешниот директор на ЗОО. Председател на општински или така нешто. Тоа значи дека чувствуваат во СДСМ дека ова е тежок пораз и тежок дебакл за СДСМ на овие локални избори. Исто така во ВМРО ДПМН слават затоа што ќе можат да и понатаму да перат пари преку тендери, дека понатаму ќе има партии за заposlувања и така натака, значи ќе има да нема ќе има заштита од државата, да немаат проблеми со било какви документи како и до сега. Меѓутоа прашањето е победници или се СДСМ? Кого го победија ВМРО и дали се победници и ВМРО и СДСМ? Јас би рекол дека губитници се сите, а посебно губитник е СДСМ. Затоа што дупло голо. Па не само дупло голо, туку тие се еден постојан пад, слободен пад и мислам дека ако не се освестат што им се случува и зошто постојано паѓаат, тие навистина ќе доживеат таа пасокизација што се кажува. Додека за ВМРО ДПМН воопшто не е сјајна ситуацијата, тие добија апсолутната власт, го стигнаа врвот, меѓутоа кога ќе се качите на врвот има само еден правец, а тоа е надолу и прашање колку време ќе задржите да не тргнете надолу. А тоа зависи од исполнувањето на изборните ветувања кои што ги дадоа. Македонија во моментов не е воопшто во ситуација да ги исполни тие изборни ветувања, никако ги немаме тие средства ни од далеку финансиски за да се исполнат не знам колкав минимален процент од тие изборни ветувања, така што допрва сега доаѓа проблематичниот период и за ВМРО ДПМН, бидејќи нема на кого да се оправдаат. Не е сега СДСМ ни остави, овие ни правеа вака, тие ни правеа така, не кочеа ни смета, сега никој не им смета и сега секој неисполнување на изборните ветувања ќе биде само нивна одговорност. И затоа веќе нема оправдувања и затоа сега им се крајно неопходни странски кредити кои што се многу проблематични. Нели земавме? Па тоа што го земавме од Британија и од не знам дали испари или се стопи, ама не го гледаме. Не се гледани. Значи треба нова доза. Велите кога си на врвот патот е само надоле, слободен пат некој. Но они се релативно кратко време на година-две се на власт и ако сега почнат да паѓаат, многу е тоа рано. Што мислите, дали има некоја реална шанса левица да го заземе тој простор на СДСМ што беше како втора партија? Тие се фала дека на следните избори би биле прва партија. Не, нема. Едноставно левица овие избори се возеа на старата слава што има, што беа максимално критични и што ги фаќаа во разни криминали и што не им гласаа некои закони што не поминаа заради нив да ги спречат тоа некои криминали СДСМ во ВМРО, и тоа до тука беше моќта на левица. До тука е пругата. Да, немаме никаква понуда од една страна и мислам дека Амар беше доста добар кандидат, меѓутоа се виде дека и таков добар кандидат како Амар Мециновиќ нема шанси во овој систем да остои ни градоначелник ни било што. Мислам дека Амар би бил добар кандидат со отворени листи, затоа што луѓето му веруваат и го сакаат и покрај сите мани што ги има и тој и секој човек. Меѓутоа со овој систем на затворени листи до тука е силата. А понатака левица, јас мислам дека може само да оди надолу, затоа што веќе ќе треба од неа покрај критиките кон ВМРО ДПМН и СДСМ да се каже, добро другари, ајде сега кажете ги вие вашите цели, што нудите и на кој начин ќе се оствари тоа. Тоа е најтешкиот муабет, јас сакам да го слушнам тој муабет, тие цели и ќе се види дека тие навистина тука име лизгав терен тотално се губат. Заради тоа што сепак левица имаат некои институции што ги водат веќе долги години, не се од вчера. Како например? Како например библиотеки. Па не гледаме дека нешто се подобрило таму. Не, дали се подобрило? Кажете ми сега
тие библиотеки и било И која две-три други институции. било не можам. која институција во Македонија која што функционира добро и која што не е во загуба. Па тоа велам, ако на вас како демократи ви замерат, на вас не може заради тоа што не сте биле на власт, но они веќе водат институции и нема никакви резултати. Демократи веќе влези во власта со еден советник во општина Петрец. Сега не можеме тоа да е кажеме ново. дека не сме на власт. Тоа. Минимално, ама сме и сега ќе се обидеме да се докажеме што значи тоа власт на народот. Значи, ние сме народна партија, се бориме за народна власт и сакаме да докажеме што значи советник во општина кој што се бори за народ. Нема нас до сега што да ни префрла било кој, а во иднина кога ќе добиеме доверба за било каква функција, дали ќе биде тоа како пратеник, дали ќе биде како граначелник, советник, дали ќе биде било која друга, тоа ќе видат луѓето што значи системот на отвореници, што значи функционерот да биде народен службеник. И од сабајле до вечер да работи само во интерес на народот, ако сака. Па следно е тоа, покрај советник, сега градоначелник, пратеник веќе растете како партија. Не растеме ние, ние сме само службеници на народот. Па не е исто. Ако добиваме ние, да кажеме, повеќе доверба за повеќе функции, тоа значи дека расте и народ, расте и држава. Така. Добра поента. Морам да признам. Да. Добро го склопивте тоа. Дали мислите дека, еве, Амар го спомнавте, дека го потрошија левица несвесно, го потрошија дека веќе нема што да Па не знам понуди? дали го потрошија затоа што се гледа дека момчето ужива во таа улога, во славата, во се, меѓутоа внимавајте една работа, во избори и вакви функции можат да уживаат само луѓе кои што се од личен интерес таму, за лична популарност, за лично богатење и така натака, ако во исто време системот и државата крахираат, пропаѓаат во секој поглед. На кој начин да се горде Амар, да кажеме дека како пратеник што направил за Македонија, ги блокирал, сега сам ги блокирал во Амар, не им дозволи да, окей, браво, супер. Дали Македонија напредува? Пропаѓа. Сите пратеници треба да се срамат што се сегашен состави, претходни состави пратеници што ја донесува државата до ова дередже и што не ги воведува отворените листи до сега. Сега мислам дека воопшто не е потрошен, дека он го има тоа во себе да ужива во центар внимание да биде и дека и понатаму ќе се кандидира за било што и на избори, ќе се бори, ќе се појавува на говорница, ќе ги плука сите, ќе ги фаќа во криминали. А дали ќе понуди нешто за државата и за народот што е квалитетно, тоа не знам. Еве, понуди да ја признаеме ние како држава Палестина. И што ќе добиеме ние како држава од тоа? Не ми е јасно. Не ти Што е- мислите вие Значи- околу тоа? Па ја не мислам ништо околу тоа. Воопшто не размислам. Тоа се меѓународни ситуации дека каде мора што да имаме интерес нормално, сигурно ние доколку немаме. знаете како зашто- тука се емотивни манипулации, тука се поврзување на луѓе по национална, по верска, по секаква друга основа и секогаш тука има болка кај некој, изживување, ситење и кај други, мислам, кои што ги сакање, мразење, емоции, ме разбирате. Јас сум пред се влезен во политиката само со таа цел, фокусиран сум на изборниот систем и тоа е тоа што ме интересира, како да се направи Македонија да биде подобра држава. А меѓународната политика и се друго не навлегувам толку, бидејќи имам и други обврски, мозокот не можам да го распинам на сите страни. Одлично спомнавте изборниот систем. Баш сега сакам да ве запрашам околу изборите. Ќе има ли предвремени избори според вас и зошто? Јас не можам да знам. Треба ли да има? Ни дали ќе има, ни дали треба да има. Ја би рекол дека мене ме води чувство, често пати со вештините кои што ги вежбам, тоа чувство се развива, предчувство се кажува. Имам предчувство дека ќе има избори, од кога ќе се направи мала анализа, ќе се разбере зошто е тоа така. Затоа што Македонија, еве кажуваме дека пропаѓа на секој аспект, во сите области. Зборам финансиски. Значи, веќе Македонија не може да обстане затоа што нема сектор кој што не крахира финансиски, кој што не е во загуба. Почнете од општините, почнете од институциите државни. Не се плаќа струја, не се плаќа вода. Све се концентрира на тоа да се платат само плати на време и пензии да се исплатат на време и да може да се задржат тие гласови на администрацијата и на пензионерите за да се добијат изборите. Меѓутоа, тоа е веќе неодржливо.
затоа што кредитите што викате вие ги земавме, каде се, нели, каде е унгарската милиарда, кај се парите од, не знам, дали се 7 или колку ќе дојат сега од Велика Британија, тоа значи дека има, како да кажам, крлежи, пијавици или како да кажам, некоја болест што ги јаде тие пари однатре во Македонија. Паразити, да. Паразити големи. Јас би рекол, значи, таа државна администрација и нашите пензионери, се тоа е тешка аждаја за финансиите, да не можеме да ја заситиме никако, колку год да зимаме кредити, таа е се погладна, се поголема, бидејќи сите нови партии, нови паразити ставаат, уште повеќе да цицаат, наместо да ги намалат, бројот и го зголемуваат, и нормално е дека државата е во банкрот, неофицијален, и дека е пред распад, и дека мора да се направи некој чекор за Македонија да се спаси, ако веќе не можеме да добиваме кредити, дори мислам ни евробрзници и така натака, ни ги затворат сите вентили за финанси, практично ние ќе бидеме принудени да го правиме тоа кој што сега ги принудуваат да го прават и Унгарија и Србија и сите овие автократи со затворените листи, значи луѓето, Европската унија и Америка веќе ги затварат сите вентили и луѓето мора да го вртат грбот и на Русија и на сите и да се вртат кон Европската унија, така и ние ќе мораме, сакали или некеле, да се свртиме кон Европската унија, малце повеќе зборувам на ВМРО-ДПМНЕ и Мицковски, доволно играа игри и мислам дека играта им е изиграна, дека веќе со почетокот на следната година тие ќе мораат да ги започнат преговорите со Европската унија. На кој начин, како, што, едноставно ќе мораат, а тоа значи дека ако ги направат почетокот на преговорите, са дали ќе биде тоа со внесување на бугарите во устав или ќе биде на друг начин, јас не знам, мора да се направи некоја жртва и тоа ќе биде многу непријатно, тоа ќе биде многу лошо за ВМРО-ДПМНЕ и за Мицковски до следните избори. А мислам дека за тоа и отидоа денеска во Брисел да добијат инструкции што и како мора да прави државата во идниот период. Сега, мислам дека Мицковски ќе бара единствен спас во предвремени избори за да искористи ова популарност од локалните избори, што ја доби и гласови и се, и контрола на клиентелистите, и ова не знае на луѓето дека Македонија е банкротирана држава и дека веќе огромна опасност има да нема редовни плати во администрација, да нема редовни пензии, а може да замислите само недела или две да закаснат платите и пензиите во Македонија, што ќе значи тоа, какви протести, каква бура и каква омраза кон Мицковски ќе се произведе, какви протести. Така што мислам дека затоа ќе мора Мицковски да направи предвремени избори, уште на пролет, што може порано, за да искористи тој добар бран што го има сега популистички од локалните избори, и после локалните избори, како тој ќе го направи тоа е негов проблем, ќе мора да ги започне преговорите со Европската унија и да направи одредена жртва, дали со промена на уставот или со нешто друго, и таа жртва да ја амортизира во текот на следните 4 години, кога ќе има време да се видат бенефитите од почетокот на преговорите со Европската унија, и тогаш веќе ќе му биде полесно да го поврати тој малку изгубен рейтинг кој што ќе се добие со тие негативни жртви за почнување на преговорите. Мислите дека треба да се внесат бугарите во устав? Јас мислам дека Македонија не требаше ниту да го промени името, нема потреба ниту од никакви бугарски услови, ниту било кој, и нема потреба да ја моли Европската унија да влезе во Европска унија, доколку сме доволно паметни, интелигентни да ги воведеме отворените листи. Со воведени отворени листи нас и Европска унија ќе не моли да влеземе, тогаш веќе дури ни Грција мислам дека нема да прави никаков проблем ние да си го вратиме нашето име. Тешко. Не прави проблем. Затоа што ќе бидеме квалитетна држава која што ќе не почитуваат сите. Кога имаш партнер кој што го почитуваш, тебе не ти е проблем да направиш остапки. Кога немаш, кога имаш партнер што не го почитуваш, што ти е мизерен, си држи затворени листи за да си сам својот народ да си го краде и никому ништо, како ти да го почитуваш тој човек и тој систем и тој премиер и така натака, и ќе му поставаш какви сакаш мизерни услови и ќе се зафркаваш со него. Добро, мислите дека ако имаме отворени листи, Грција нема да ни прави проблем, и Бугарија би се исплашила нешто, ние појаки би видете кога ќе видат каков систем ќе востановиме ние со тие, не сме мали, него ќе бидеме многу големи дури тогаш. Затоа што ќе бидеме држава во која што ќе владее законот и ќе се почитува максимално правото.
сите нивни инвеститори, сите нивни луѓе овде во Македонија ќе бидат крајно заштитени како граѓани, како гости на државата, никој нема да може никако да ги зафркава. Луѓето ќе си работат се како што треба по закон, ќе се почитуваат законите на сите нивоа. Тоа не може да го замислите што значи. Каква доверба ќе имаат и фирмите, каква доверба ќе има и државата, кај странците све што ќе договори да исполнува, луѓето да бидат сите по закон, по правило, да се вози, да се почитува, да не се фрлат ѓубре, да се чисти, да се максимално ќе не почитуваат и затоа дури и ќе не бараат да влеземе во Европска унија и дури да не кажам ние ќе можеме така, но тоа доколку е така нема да го почувствува странскиот фактор, на пример Грција и Бугарија, па да каже добро, од сега натака. Не, тоа нема да биде можеби брзо, меѓутоа со време кога ќе се спријателиме, кога ќе се идеме заедничко почитување, зошто тие како своји пријатели би не условувале за било што. Па сме пробале 20 години, 30 години, не иде. Што сте биле пријатели со Бугарија и со Бугарија и со Грција? Не иде. Немојте молам. Сме пробале со Бугарија на пример, им се потпишавме за да влезат во Кој сака да биде, пријателство нема. Како? Им сме се потпишале на бугарите за дозвола за да влезат, дека немаат пречки со соседите во Европска унија. Ни вратија со што ни вратија. Јас имам пријатели и роднини во Бугарија, некои преку сопругата подалечни, каде што сум бил на гости, каде што луѓето со време, уште не знам која година, таму 90 и некој каде што биле на гости, ми кажувале те почитуваме све, меѓутоа со Македонија сме работели и не сакаме да работиме воопшто. Таму законот не се почитува, таму државата ги штити своите крадци, а не го штити бизнисот и не работи честно. Уште од тоа време. Мислите заради и ние затоа што ќе ја поддржиме и ќе потпишеме, па не, тоа е една како да кажам, една последица, еден одраз на системот. Уште од тоа време ние и трпео си го чуваме и како може сите да ги зафркнеме, ние да испаднеме најпаметни. И мислиме дека сите се будали и ќе работат како што ние сакаме. И после кога ќе не отфрлат, се чудиме зошто. Сите не мразат, сите не сакаат, сите не се непријатели. Меѓутоа не сваќаме дека ние сме за никаде. Дека ние не сме како што треба. Ме разбирате? Зоран, а самиот систем што го чуваме, јас не можам да разберам, но денеска еве на толку зборење за отворените листи има многу луѓе се повеќе се шират кои што ги поддржуваат. И гледам дека навистина има многу добри квалитетни луѓе во Македонија. Меѓутоа има многу луѓе кои што и покрај тоа што го знаат, ја вртат главата и не сакаат да зборат за тоа. Иако знаат дека е добро тоа за народ, за државата, не има во личен интерес и не сакаат да зборат. Значи ние имаме многу луѓе кои што не се бугарскиот народ покрај политичарите, ако ве сватив, бугарскиот народ не сака нас како македонци само заради тоа што во Македонија корупција има. Тоа исто како сега да кажеме дека па и у Бугарија има, најмногу корупција од сите европски држави. Па што мислите дека тие ги сакаат тие луѓе што се не ги сакаме бугарите зашто има таму корупција? Нема тоа врска. Видете се, Европската унија сепак има нека контрола. Таму сепак зборевме ние дека таму се полуотворени листи каде што корупцијата постои на високо државно ниво, и тоа пак е под некаква контрола. Инаку јас лично нити ги сакам, нити ги мразам бугарите, само можам да им честитам што ги вовеле полуотворените листи. И таму сепак има некоја контрола и државата колку толку функционира. Во сите држави каде што има затворени листи, јас можам само да ги жалам луѓето, како што се србите, како што се унгарците, како што се и русите и други. Јас не ги мразам тие луѓе, јас ги жалам зошто дозволуваат така државата и некои си автократи да се изживуваат со нив, да прават глупости и да им ја крајат државата. Разбирате, и не ги ценам воопшто, не ги почитувам. И не ми е чудно што се случува сега во Србија и не ми е ни жал за србите, затоа што имаат пратеници, имаат све кои што знаат што се отворени листи, а не го бараат тоа, не го бараат да смени власт. И после тоа пак со затворени листи, пак има нова автократија, нова диктатура. Што направивме? Ништо. Значи, тој народ дека не се осети, секој народ во држава дека не се осети каков е системот кој што на државата е корисен, тој народ јас не може да го почитувам. А најмногу ги почитувам луѓето кои што ги жртвувале своите лични интереси, како што тие да кажеме Финска, Шведска, Данска, Естонија, да не зборам Швајцарија, Јапонија и така натака, каде што ги вовеле целосно отворените листи и каде што максимално се почитува законот, си владее правната држава, никој никога ништо не сме да му каже партиски, него како што е законот така и се си функционира. Парламентот и пратениците си ја контролираат владата не сме да мрдне надвор од законот, иначе паѓа, и да видите како тогаш се си функционира во државата и луѓето се презадоволни и пресрекни. Тие луѓе навистина заслужуваат почит и да видам некој да ги исфрли од Европска унија или од било кај, че ги мола да дадат такви луѓе во Европска унија за да зајакнат Европската унија. Значи сега Европска унија нас не сака, зашто системот не е лош. Да го смениме системот, да го направиме да биде квалитетен, честен систем.
Европска унија ќе не моли таква држава да влезе во Европската унија, а не да ни поставува не знам какви услови бугарски, француски глупости и така натаму. Промени име, промени знаме, те зафркаваат затоа што не ти текнува дека не си ти добар. Кога ќе се свеси што ти фали да се промениш, тогаш веќе никој не те зафркава, ќе те почитуваат сите. Добро, така. Тоа си е мислењето ваше. Мој став. Нормална работа. Мислам, се согласувам дека ова што го велите вие, изборниот процес треба да се промени во однос на отворените листи, но сепак со овие две држави што ги спомнавме, Бугарија и Грција, имаме друг проблем. Имаме со идентитетот, со името, со знамето, не со отворените листи или затворени листи, но би сакал да ве запрашам. Државата сепак не ни функционира баш најдобро. Например, локалната самоуправа. Дали таму треба да се направи рез голем? Што мислите вие, што би предложиле вие да се поправи тука? Дали се премногу? Што не чини во локалната самоуправа да праша? Пренатрупана. Да си жив и здрав. Значи, ете го едниот од тие паразити и така натака, што ни ја цица државната крв, нели, и парите и така натака, што се превработени, нема потреба од толку вработени, ама што да правиме кога партијата на власт мора и ние не смеме да одбиеме. Значи, во Македонија моментално е автократија. Тоа го расчистиме, мислам и на претходните подкасти, односно се зависи од еден човек кој што е премиер, кој што е извршна власт, замислете, не е ниво законодавна власт во парламентот, ама од него зависи затоа што се затворени изборни листи. Што треба да се направи? Значи, во моментов ни градоначалник, ни советник, нити никој не смее да направи ништо доколку тој автократ не му климне со главата или не му намигне, направи го тоа. Претходно јас договорив, ќе го направиш тоа, ама со тој човек, со таа фирма и така натака. Разбирате? Не само финансии од државата, од изборите, него тие добиваа многу финансии и од фирми кои што и добиваат тендери од наместени тендери од државата, од да кажеме тој автократ, и X други ситуации што се случуваат во државата и што треба да се направи. Едноставно јас тоа го зборам цело време. Значи целиот тој систем да се промени и во општините, и во институциите државни, и во целата држава, едноставно само треба да се промени изборниот систем. Затоа што во светската теорија се кажува дека политичките односи во државата се диктирани од изборниот систем. Тоа да го запамтите добро и тоа нека ми каже некој од нашиве стручњаци, академици, политиколози, не знам од каде, дека не е точно. Значи, политичките односи во државата ги диктира изборниот систем. Од него понатаму потекнува се. Ако е со затворени листи, тоа е автократија со тенденција да премине кон диктатура. Ако се отворени листи, тоа е демократија и тогаш народот е главен и тогаш за се прашува народот и се дава отчет кон него. Ако затворени листи, тогаш главен е автократот. Нормално е дека таков е системот и автократски, и партизирачки, и криминоген, и да не кажуваме натака. На почетокот од нашиот подкаст спомнав дека вие од партијата Демократи бевте кандидат за градоначалник на општина Газибаба. Така. Што беше пресудно за вашиот резултат, ако може да ни спомнете, во Газибаба? Овака, јас во Газибаба освоив 127 гласа и јас сум горд на тие гласови и благодарен на тие луѓе што покажа дека ми веруваат, дека имаат довер во мене, дека ме почитуваат и дека го поддржуваат системот на отворени листи за кој што јас максимално се залагам. И како за почеток, за први избори, за мене тоа е одличен старт. Меѓутоа, можам да кажам дека мислам дека се тоа малку гласови, многу малку, затоа што наидов на две групи на луѓе за време на кампањата за која што комуницирав. Најбројна група беше таа која што имаше апатија, која што беше разочарана, која што само ми се жалеше дека претходните власти не им ги исполниле воопшто ветувањата што ги дале, очекувањата и дека сега заради тоа нема да гласаат за никого и дека повеќе не сака да слушнат за политика и за партии. Додека имаше и друга група на луѓе помала која што беше веќе партиски одредена и која што не сакаше да разговара со други партии затоа што веќе што год зборел, кажувал, не е важно, тие се нивни. Ова ве запрашав една мала дигресија. Ова ве запрашав заради тоа што знам дека сте човек од приватниот сектор, бизнисмен, имате широк круг на пријатели, роднини и така натака. Само роднините и пријателите би биле
повеќе што се вели не па партијата нешто плюс нешто да помогне. Нели сметате, дали мислите дека сте биле на некој начин украдени нешто? Мислам дека спомнавме за тоа порано зборевме. Јас лично веројатно бев еден од тие кои што им се одзема одредени гласови. Не случајно во првиот круг имаше преку 50.000 неважечки липчиња. Предпоставам дека еден од методите за одземање гласови е со правење на неважечки тие што не се за одредени партии, затоа што ние немавме релативно понова партија, немавме нити своји кандидати во избирачките одбори, нити своји кандидати како набидувачи и не можеме, значи јас не можам тоа да го тврдам, едноставно тоа се чувствува, многу луѓе исто и мене ми кажуваат како може да немаш повеќе гласови ако веќе јас сигурно гласав за тебе, меѓутоа тоа е нешто што го очекував и што не ме изненадува во овој криминален партизиран систем. Сосема е чудно и неверојатно ако нема изборни измами, изборни кражби кога е заробена државата. Колку бизнисот, например, и градежната мафија во вашата општина например влијаеше врз овие резултати? Па знаете како се, ја немам директни податоци, меѓутоа пак кажувам дека огромни пари сигурно се дава како донации од страна на големи фирми затоа што после тоа донации, враќање на пари како провизии и така натака, тоа е еден начините на перење пари. И градежната мафија не гледам дека било кој спречил да кажеме да се гради некој нов објект кој што е договорен со градоначалникот или со партијата на власт, не видов дека некој објект е срушен, дека се потегна да каже некоја постапка и дека се потегне така да може да се сруши само објект на некој кој што нема да сака да дава рекет или да направи нешто што ќе го уценуваат и да се фалат после ние рушиме, ние гледате не ги штитиме криминалците, а всушност како што се вика криминалците, односно криминалците се на власт, односно во Македонија мафијата има своја држава, така што воопшто не е чудно ова што се случува и ја не можам да, мислам, не им завидувам на тие бизнисмени кои што сега водат бизнис во Македонија, бидејќи ако се квалитетни и честни, нема да го водат бизнисот. Може само ако се договорат со нашите политички криминалци да делат и перат пари. Например, во Чаир поведи господинот Изет Меджити, но токму во негово време како градоначалник знаеме дека најмногу беше изграден Чаир што се вели со ова бетонизација, нели сега поново. Што мислите, еве, дали народот пати од стокхолмски синдром, например? Има дел и тоа, значи стокхолмскиот синдром е кога некој не можеш да го поразиш или мислам кога некој криминалец го гледаш а не можеш да му направиш ништо, тогаш барем обожавај го или барем уживај со него и така барем земи ќари нешто колку што можеш од него, ме разбираш. Така да кога гледаат луѓето дека крадењето е секаде во државата раширено и дека не могни се да го спречат и градежната мафија и така натака непочитувањето на законите, тогаш барем да и јас да искористам нешто да ќарам, нели? Колку толку да имам некој интерес од тоа. Луѓето сум правил муабет со некои луѓе кои што исто така имаат диво градби во Чаир, баш во Чаир. Ми кажуваат луѓето дека од мака, од нема и каде едноставно немаат пари, сиромаштијата си го прави своето, стандардот е толку падна да луѓето немаат пари ни куќата да си ја направат нова или стан да си купат во дива зграда, а не пак уште и комунали да плаќаат. И тие практично го молат градоначалникот, одат бараат приеми и така натака, дали може да добијат дозвола од негова страна да почнат со градење или со реновирање или со доградба на куќа и така натака, а да не им се направи проблем, да не им се бара да доплаќаат комунали. Значи да добијат амин. Да добијат амин. Едноставно градоначалникот ја има таа моќ, таа поддршка, нели никој него ништо не може, тој законот за него не важи затоа што ако му се јави на премиерот ќе го избрка секој инспектор и не знам кој е там ревизор ќе дојде. И ако премиерот му прави проблем, тој ќе напушти коалицијата, ќе падне владата и така натака, значи има многу јаки дути во раце и сега тој ги вика луѓето на состанок и им кажува ми посведочи човек вика нема никаков проблем, нема никој да ти прави проблем, ама барам гласови од твоја страна за партијата на избори. Нема проблем, гарантира со семејството и тогаш навистина почна да ја прави, ја направил, немало никаква инспекција да му дојде да му прави проблеми и после некој време се ја легализира.
Така да тоа е тоа, ние ќе направија ти, кога ќе биде више направена како ќе ја легализираме, ама умеѓу време мораш да гласаш. И тоа е таа мафија, тоа е тој криминал што се развива во Македонија и затоа во Чаир нема проблем, тоа сите го знаат, тоа е јавна тајна и не можеш тоа да го спречиш. Како ти да спроведеш закон во Чаир со затворени листи, кога се поврзани со премиерот и коалиција влади нема така натака. Додека со отворени листи сето тоа паѓа во вода, верувајте, тогаш него фермаме ни премиерот, ни неговиот заменик премиер, ни коалицијата, едноставно пратениците се главни, народот е главен и ако некој мрдне од законот, една диоградба не ја руши, ќе падне и градоначалникот, ќе падне и владата, и инспекциите кои што него контролираат, него рушат. Така да, затоа молам Господ колку што може побрзо да дојде тој систем да се восстанови со отворени листи, за да биде правна држава и да ги немаме веќе тие дивоградби, уцени, закани, правење, непочитување закони и така натака. Коалицијата Влен, колку е на стаклени нозе во моментов, например, во односна со ВМРО? Не меѓу себе, него со ВМРО, заради тоа што знаеме дека е конкретно градоначалникот на Тетово, Касами, како што, мислам, он моментално се однесува како да е над државата, како да е градоначалник на Република Албанија, таму некој си град. Како ги оценуваат изјавите негови кои се над државата? Овака, тоа е ефтина игра, која што ја играат и Касами и Мицкоски. Мислите? Да, чувствувам, не ми кажале тие или да им докази, и тоа чувствувам дека тоа се ефтини работи, се чувствуваат лесно, затоа што пред избори секогаш се случува. Порано таа игра се играше со Ахмети, сега Ахмети ја нема веќе меѓународната поддршка и Касами дојде на негово место да биде најголем албанец, најголем патриот и така натака, кој што албанците веќе тоа го прочита и не проаѓа и кај нив тоа, меѓутоа знае тој да каже ние, не знам, голема Албанија, знамења ќе правиме и така натака, меѓутоа кога ќе дојде за гласање во Кичево, тој ќе им каже на неговите да бидат воздржани, зашто Кичево го договоривме. Значи, тие се многу стабилна коалиција со Мицкоски, Касами, Влен и ДПМН, како бетон се моментално, све што се договорија си го исполнија, си ги добија своите делови и од државата и од парите и од све, така да нема кој што да им влезе и да тешко да се разбие таа коалиција. Јас не верував, не очекував и тоа кога видов дека во Кичево тоа го направија, значи да се воздржи Влен од гласање, да не го поддржи албанскиот кандидат заради договорот со Мицкоски, кој што демек јас му се заканив на Касами и ќе види он ако нешто, а Касами ќе види па Мицкоски, а уствари позади седнуваат се договарат, јас ќе те пцујам тебе, ти ќе ми закануваш мене, ама ќе се договориме, вака ќе направиме. И јавно кажува Касами, значи не изјави како ние ќе си го поддржиме албанскиот кандидат, а всушност Влен абстинираат и не излегуваат на избори по налог партиски. Мислам, тие, јас ги почитувам, значи албанците за системов за затворени листи, они се измислени, максимално се од збор, максимално се од договор и што ќе се и затоа имаат големи резултати и го работат тоа што го работат и си го исплаќаат, си го наплаќаат од државата. Меѓутоа, тоа е една од причините зошто иако и Касами и сите албански лидери на партии јавно ги поддржуваат отворените листи и кажуваат дека се многу за отворените листи, во пракса уживаат во криминалите на затворените листи кои што ги возможуваат и ништо не прават за да се воведат отворените листи. Тие ако сакаат отворените листи во Македонија ќе се воведат одма. Ќе кажат едноставно на уцена на албанските партии што викаме ние, уцена на премиерот или ќе ги воведеш отворените листи или не даваме Бадинтер, не правиме коалиција, ќе правиме протести. Да биде као што е и Косово со отворени, и Албанија сака да биде отворени, и другите држави во Европа што имаат отворени, сакаме и ние Македонија да нема, ама тоа да нема кражби не сакаат. Они сакаат да крадат, уживаат во тоа. Сега на албанците им дојде малку преку глава, ама ќе видиме, ќе помине време додека и самите албанци го побараат тоа од нивните партии или ќе воведат отворени листи или не гласаме повеќе за вас. Се молам да дојде што е можно побрзо тој момент. Имам информација дека демократи ќе го окрупнуваат демократскиот блок. Дали можеби на следните избори уфрвате во пета брзина? Па овака. Дали се надевате на пратеник? Веројатно имате некои добри инсайдерски информации кои што и јас сум ги слушнал, ама ги неам до толку дека пета брзина и така натака. Меѓутоа, она што јас го имам како информација е дека не само демократи, сите партии кои што беа надвор од коалициите на овие избори увидоа конечно
дека не може да просперираат на избори сами поединечно, па и во помали групи заради криминалниот и коруптивен систем со затворени листи, и дека во системот на затворени листи единствена шанса на избори имаш ако направиш голема коалиција или големо здружување на силите, како што прават, гледат, имат 60, не знам, партии една коалиција, 50 друга коалиција и така натака, за да има привид дека се они многу и така. Меѓутоа, овие многу помали партии што самостојно екзистираат и постојано ги губат изборите, ако се обединат околу една платформа, тие ќе имаат теоретски шанси да остварат собраниска успех, да кажем, со претеници да влезат натре во собрание и така. Меѓутоа, мислам дека веќе се појавува една идеја кај сите честни луѓе, а пред се кај неопределените, тоа го разбираат, го сваќаат и сите партии кои се парламентарни, дека главна причина за сите зла во Македонија, најголеми, да не збориме висока корупција, организиран криминал, партизација и така натака, е криминалниот изборен закон, и дека веќе колку год да се идеолошки различни, сите тие партии, издруженија, невладини организации, поединци се обединуваат околу таа заедничка платформа, што е можно поитно да се промени изборниот закон. Има различни, поголеми разлики, да кажеме, околу тоа на кој начин да се востануваат контролните механизми и така натака, меѓутоа мислам дека околу една тема сите се обединети, сите викаат дека во Македонија мора да има отворени листи. И тоа е тоа што е консензус за сите, и мислам дека во следниот период за следните парламентарни избори, кога и да се, ќе се направи едно такво движење, здружување, коалиција, како год да се нарече, на сите сили кои што се за итно воведување на отворените листи. Дури можно да се случи и некои од коалициите што се на власт или во опозиција да се приклучат кон тоа движење, затоа што без оглед на нејата идеолошка ориентација и тие се можеби за итно воведување на отворените листи, како што се декларира, да кажем, ЛДП, се декларира Дом, не знам, некои исто така други партии, дека се затворени листи, тогаш во таа коалиција на вистина може да се направи едно трето движење, има да се направи онаа промена која што е неопходна на македонската политичка сцена, да се воведе една таква опција која што ќе ги воведе отворените листи и конечно Македонија ќе ја направи правна и вистинска демократска држава. Зоран, ти благодарам што ни беше гостин. На моменти имавме дебата, нормално конфронтација. Јас уживам кога имаме дебата. Но па и нашите гледачи и сите треба да научат дека и водителот има свое мислење и треба да си го каже. Нормално, така. Ти благодарам што ни беше гостин и ти посакам добро здравје. Се гледаме во наредна прилика. Ви стојам на располагање. Драги гледачи, тоа беше Зоран Петковски од политичката партија Демократи, а се надевам дека ви се допадна овој подкаст и верувам, а нормално дека доколку ви се допадне, треба да притиснете лайк, сабскрајб на нашиот YouTube канал и да не следите.